Времето надвор истура, така да е супер период да седнеш и да земеш тетрадка и се това да го запишеш. 10 клучни работи, оти можат много лесно да ти побегнат. Ако случајно го пропуштиш ова видео, оваа снимка, ја имаш на Instagram, не знам до кога ќе стои, на YouTube сигурно ќе стои, или ако си мераклија за аудио подкаст, тогаш слободно оди на Spotify или на мојата веб страничка alexandarkočevski.com, во делот на подкаст ќе ги пронајдеш сите. Често луѓето ми јавуваат и ми пишуваат пораки дека им е подобро со слушалки, додека джогираат, трчаат, што и да прават, не знам, дека им одговара овој начин, значи во аудио формат, така да ете застапени сме во сите формати, така да на тебе е само да седнеш и да работиш, овој пат немаш изговори за да нешто не сработиш. Да не бегам од темата, имаме доста за зборување, а доста работи, тоа се 10 точки кои што ќе ти бидат потребни доколку твојата цел е да стигнеш до 1 милион евра промет. И да кажам само на самиот почеток дека денес нема да зборуваме за милион евра промет за производи за масовна потрошувачка, леп млеко, хемиски производи, не знам што. Нема да зборуваме за производи кои што се продаваат во голема продажба, каде што маржата е, не знам, 3, 4, 5%, што значи Александар не е поборник за продажба, масовна продажба, каде што имаме голем обрт, минимална заработувачка. Туку денес зборувам за услужен бизнис, каде што заработувачката секако дека е поголема и токму тука е целта денеска да го зборуваме за оваа тема. Да кажам дека немам ништо против претходниот тип на бизнис за кој што дадов мала назнака, но денес фокусот ќе ни биде за интелектуална услуга, односно за услужно производно ориентирани компании. Првата точка е следна: една понуда. Знам дека ќе те збуни како тоа е една понуда, па мојот одговор е многу едноставен. Ако не знаеш да продаваш една понуда на 100 луѓе за 10.000 евра и стигнеш до 1 милион евра, тоа значи дека нема никогаш да научиш да продаваш 2-3 понуди и без разлика на која сума ја продаваш. Значи, дали ти ќе се определиш да продаваш 1 евро производ или услуга на 100.000 луѓе за да стигнеш до милион луѓе за да стигнеш до 1 милион евра, или ти ќе продаваш една премиум продажба за која што чини 1 милион евра, јас ти гарантирам дека и времето, и ресурсите, и енергијата буквално е идентично. Но за да стигнеш до 1 милион евра продажба, буквално само од една продажба, тоа подразбира ново знаење, нови вештини, нови способности, така да полека ќе дојдеме и до таму, не бадрзаме никаде. Што значи, ако ме следиш, ако добро ме сваќаш, мојата поента е работи паметно, а не напорно, значи мала целна група, мала сегмент на пазарот, а не буквално да се убиеш од трчање, од работење, да ангажираш 100-200 луѓе и на крајот промет има, Александар да дојдеш да видиш што е работава, парите ги нема. Токму тоа е. Зошто е една понуда? Затоа што потребно ни е време за да ја усовршиме. Сите ние имаме понуда, сите ние нешто продаваме, нели? И поголемиот дел од продавачите, односно од собствениците, точно знаат што продаваат. Но малку знам од собствениците кои што знаат да спакуваат добра понуда. Што значи добра понуда? Добра понуда значи да не ја гураш ти на сила, туку луѓето да креваат рака и да чекаат ред за да ја земат твојата понуда. Како знаеш дали имаш премиум понуда? Многу едноставно, дали луѓето чекаат ред и самите ја бараат. Ако ова не се случува, тоа само значи дека едноставно нешто си пропуштил и не е ништо страшно. Поентата е да седнеш и секој пат таја да ја подобруваш. За да дојдеш до една идеална понуда, пред се мораш да го познаваш маркетот, односно пазарот, што луѓето сакаат, а не што ти сакаш, кои се нивните желби и потреби, болки, нервози, стресни ситуации, а за да дојдеш до ова ќе направиш истражување на сите твои незадоволни клиенти. Добро ме слушна, сите твои незадоволни клиенти. Оди, слушни ме внимателно. Не растеме со луѓе кои што не фалат и не тапшаат по рамо и се задоволни, секако тоа е супер за нив и за нас, но учиме од незадоволни клиенти. Сега, твојата задача е да седнеш и да поминеш покрај сите луѓе. Сите Божји луѓе кои што ги познаваш, кои што ништо не купиле од тебе, и да седнеш и да ги прашаш: пријателе мој,
супер е што не соработуваме, ти благодарам што не соработуваш со мене, не сум дојден да ти продавам ништо, апсолутно немам никаква намера, дојден сум само да поразговараме која е причината зошто ти не сакаш да купиш од мене. Кога ќе ги отвориш ваков муабет, кога клиентот не е под стрес дека мора нешто да продаваш, дека мора нешто да му гураш под нос, буквално не познавам човек кој што до сега, а не само мои такви клиенти, кои што не станале клиенти или не станати клиенти на мои клиенти, буквално до сега не се случило некој да стане отворен и да проразговара зошто тоа не го направил и најчесто ќе слушнете дека луѓето имаат страв, луѓето имаат стрес, луѓето имаат лоши искуства во минатото, луѓето имаат страв зошто нема да успее, некогаш имаат лоша самодоверба во себе, некогаш премногу слушале за луѓето како што велат нели со мајстор да немаш работа, мајстор ако ти влезе у куќа наеба, а продавач ако не звине и нема мора да те излаже, сите доцнат, сите каснат, не знам што, супер. Сите овие работи кога ќе ги спакуваш и кога ќе ги слушнеш, поентата е да најдеш решение и да ги спакуваш во гаранција, што тоа значи дека сите овие нервози кои што ги имаат твоите клиенти да пронајдеш решение и да им кажеш дека токму е тоа гаранција која што ја даваш, или во случај ако твојот клиент се нервира зошто му доцнат робата, зошто му касни, не знам, му каснел гипс картонџијата, му каснел електричарот, му каснел овој, му каснел тој, па заради тоа бил доведен во стрес и промена на плановите, може би губел пари токму поради тоа, поентата е ти овој проблем да го решиш и да му го претвориш во гаранција. Што тоа значи? Дека поентата е да тргнеш од најтешкото, а не да се изолираш и често луѓето велат, па Александар, па ја и тоа да му го работам, па Александар и јас и ова да го работам. Не мораш ништо ти да работаш, но доколку сакаш да стигнеш до ова се што ти го зборувам денес, апсолутно погрижи се да ги решаваш нивните проблеми. Оти дефиниција на бизнис е буквално само решавање на проблеми. Ништо друго. Значи, ако си човек кој што сака да решава проблеми, добре дојден си во клубот на милионери. Ако си човек кој што само ги пика проблемите под тепих или одбегнува стрес, не сака да решава проблеми, тогаш може би бизнис не е за тебе. Зошто ова го велам? Затоа што гледај се. Секој еден твој клиент има некаков проблем. Дали ти произведуваш, не знам, мебел померка, дали произведуваш софтвер, дали произведуваш си можеби маркетинг агенција, можеби имаш стоматолошка ординација, можеби што год ти да работиш, некој твој клиент има проблем. Он самиот не може ниту да пломби да става на забите, нити самиот код да кодира, нити самиот архитект да биде ништо. Значи тој има стрес, има страв и има проблем. А твојот бизнис токму е одговор на неговите проблеми, што значи твојот бизнис постои се додека луѓето имаат проблеми, но луѓето со мајндсет работнички бегаат од тоа затоа што им изгледа дека луѓето едноставно ги напаѓаат, дека не ги разбираат, што им е Александар нове бара прекулеба повеќа, па јас ова не можам да работам, па ја не можам да им однесам до дома, па ја не можам да им качам на кат, па ја не можам да им увезам. Па ти, брат мој, не мора ништо од тоа да направиш. Ќе се појават неки нови клиенци и ќе ти го соберат кајмакот, а ти ќе седиш со прстот у уста и ќе се мислиш зошто македонците се глупи, зошто едноставно нема народ пари. Значи, сето ова се глупости доколку немаш премиум понуда. Кога зборуваме една понуда, што е поентата? Па поентата е следна работа. Додека ти ја спакуваш, додека научиш како да комуницираш, како да ја комуницираат твојот тим, како луѓето зборуваат, како да им ги решаваш изговорите, како и кои се нивните стравови, стресови и чуда, се додека ти не ја спакуваш една да биде премиум, да биде идеална, ти никогаш нема да успееш и овде паѓаат 90% од луѓето, каде што ќе тргнат да продаваат не знам каков производ, додека оди, мала криза, малку нешто ќе стагнира и тие дотураат уште една понуда, па уште една понуда, па уште еден производ и на крајот создаваа хаос во својот бизнис и никогаш не пронаоѓаат решение, затоа што многу добро знаеш и самиот, за да научиш да свириш гитара, за да научиш да правиш торта, за да знаеш да правиш бурек, што год сакаш да кажеш дека е потребно време на повторување, една иста работа по милион пати, се додека не ја усовршиш, буквално истото значи и важи за премиум понуда. Значи, што е ми е поентата? Поентата ми е следна. Секогаш труди се да ја подобруваш истата,
се додека не ја научиш оваа една, заборави на втора. Сите предприемачи кои што ги познавам имаат shiny object синдром. Што тоа значи? Дека се што лета, се што свети, се што звучи интересно, им го одзема вниманието и затоа се предприемачи. Истиот синдром го имам и јас. Истиот синдром го имаат сите предприемачи. Што тоа значи? Се што ќе видат кај конкуренција дека е поинтересно. Се што ќе видат на телевизија, на реклама, на YouTube, небитно. Се што ќе слушне некој, добро е да имаш и ова, сега ова оди, сето тоа им изгледа дека е полесно, сето тоа им изгледа дека ова луѓето ќе го бараат, сето тоа им изгледа дека ова е тоа што го барав, а всушност тоа е само грешка, огромна грешка која што те враќа со години назад. Значи, ако нешто ти доаѓа на ум и ова би требало, само сети се дека едноставно ништо од тоа не треба. Сега, замисли, Макдоналдс да речеме. Замисли Макдоналдс, компанија која што е стара повеќе од 100 години, има само 4 производи, нели, бургер, чикен бургер, Биг Мек, не знам каков тврд или не знам што, и од истите 4 производи имаат само L, XL, не знам што значи различни величини. 4 ѓубриња продаваат 100 години. Дали Макдоналдс има најквалитетна плескавица? Јас сум сигурен дека на друго место си јадел 100 пати поквалитетна. Дали компирите или помфритот на Макдоналдс е најдобар? Јас сум 100% сигурен дека ти можеш да направиш 100 пати подобри. Дали е највкусно лепчето, сосот или не знам што? Јас сум 100% сигурен дека си јадел 100 пати повкуснен хамбургер, бургер, што и да е. Но што е поентата во долгорочноста, одржливоста на бизнисот и бизнисот прво да ти прави €1.000.000 промет, а после да оствариш €1.000.000 добивка, а после да не биде на годишно, туку да биде на месечно, е премиум една понуда, што значи едно ѓубре 100 години. Дали мислиш дека менеджментот во Макдоналдс или собственикот порано застанал и седи и си мисли, да ги променам малку компирчињава, да дотурам малку месо грамажава да ја променам, а компирчињава да ги направам со, не знам, со ова, со вкусна ова, со тоа. Значи, драг мој пријателу, едно ѓубре 100 години. Нема никаква промена. Зошто ти е ова важно? Па само да ти кажам дека сите ние, реков дека постојано тражиме полесен пат, секогаш мислиме дека нашиот производ дека не е доволно добар, дека не знам треба да го коригираме, поправаме, па затоа секогаш запиши се и нека те подсетува ѓубрето на Макдоналдс кој што го продава 100 кусур години и нема држава освен нашава кој што не се влезени. Што тоа значи? Едно ѓубре 100 години. Немој да менуваш производ или услуга се додека не научиш да креираш премиум понуда. Но, премиум понуда не е производот, премиум понуда не е услугата, премиум понуда се желби и проблеми на твоите клиенти. Што е проблемот што е системот на Макдоналдс и останати компании кои што се долговечни? Па секогаш произведува исто ѓубре, ист квалитет, ист вкус, дали ќе одиш во прва смена, дали одиш во втора смена, дали одиш во еден град, дали одиш во друга држава, секогаш добиваш во исто време, исто ѓубре, со ист вкус, со ист облик, еднаш за секогаш едно исто. Секогаш кога луѓето одат во различна држава, сети се и ти самиот, кога имаат различни вкусови, ваква таква чешет храна, буквално ова име најсигурно и знаат дека секогаш ќе го добијат истиот вкус. Јас сум сигурно сведок, а и ти си сигурно сведок, дека милион пати си отишол во кафуле, во ресторан, каде што еднаш си добил една услуга, друг ден си добил друга услуга, еднаш си добил поголема грамажа, еднаш си добил различен облик, еднаш си добил сервирано во една чинија, сега во друга чинија и, брате мој, 5 пати си отишол и 5 пати си добил различна услуга. Што ова значи? Дека не е проблемот до ѓубрето, односно производот, туку проблемот е секогаш да произведуваш едно те исто. Но ова малку предприемачи го разбираат и малку предприемачи сакаат да ги засукат ракавите и да работаат со својот тим, секогаш да произведуваат исто ѓубре. Следна работа, исто кога сме кај премиум понудата, е конзистентност. Што значи конзистентност?
Што мислиш, дали Макдоналдс размислува дали да дотуриме нешто, дали да одземеме, дали да ајде не биде сега телешко, да ставиме јунешко, да ставиме краставичи, да не ставиме не знам што. Значи, конзистентност, секогаш едно исто. За премиум понуда немам време вечерва да ти зборувам премногу, ти сакам да ги поминеме сите 10 чекори. Ако те интересира, тоа го работиме на мастермајнд моментално. На 15 тргнуваме со новата група, уписот е тамо, линкот ќе ти биде под видеото или ако си на мейлинг листа имаш веќе информации, така да немам време да зборувам толку. Следна работа која што ни е клучна за до 1 милион евра промет, а подоцна и добивка е една целна група. Што значи една целна група? Па еве ќе ти кажам, ако во музиката секој еден пејач, секој еден бенд, секоја една музичка група се определува дали ќе свири или ќе пее народно, забавно, рок, джез или не знам што, зошто мислиш дека во твојот бизнис буквално може секој да ти биде клиент? Значи, ако твојот бизнис постои за секого, тогаш имаш бордел, а не бизнис, што значи дека немаш критериуми никакви освен пара, а ако единствениот критериум е пари, тоа значи дека е твојот бизнис бордел. Намерно те вреđам за да се сетиш на оваа изјава и да седнеш истово да го проработиш. Значи немам ништо против, не ме сваќај погрешно. Намерно користам такви зборови, ѓубре, бордел, не знам што, за да ти го привлечам вниманието и да те натерам, да те подсетам за да го ова сработиш. Значи, ако секој спортист одлучува дека ќе се бави со тенис, дека ќе се бави со ракомет, ако музичарите се определуваат дека ќе свират джез, дека ќе свират народно, дека ќе спеат на англиски, XU, небитно англиски, кинески, како сакаш, тоа значи дека и ти треба да седнеш и да размислиш која е таа мала одржлива група со која што сакаш да работиш. Што во превод значи? Тоа значи дека точно е дека ти можеш да му помогнеш на секого, точно е дека ти можеш да работиш со секого, но сети се, ако ти работиш со 50 различни клиенти од различна целна група, секој еден тебе ќе ти соли памет дека треба да додадеш и ова, зошто немаш и ова, а само ова имате, и ти, драг мој пријател, ќе направиш куп роба, куп залика и тоа ќе ти седи постојано на полици, затоа што се трудиш, пријателе мој, да ги задоволиш сите. Значи, замисли Лепа Брена да пее сега кај тебе на свадба и сите гости да викаат ај сега пеј джез, ај сега спеј народно, ај сега пеј кинески, ај сега пеј не знам R&B или не знам што, сигурно дека ќе те отера у 3 лепе такви, што значи дека истото и ти мораш да го направиш, значи да едноставно одлучиш дали ќе работиш со предприемачи, дали ќе работиш со жени, дали ќе работиш со мажи, дали ќе работиш со возраст 30-50, дали ќе работиш со компании кои што имаат 100.000 промет, кои што ќе имаат милион промет. Јас не знам, ти знаеш доволно критериуми за да еднаш дефинираш и кога ти ќе дефинираш за кого постоиш, а за кого не постоиш, тогаш ти ќе дишиш со твоите луѓе и знаеш што ти е сака, што ги мачи, што им недостасува, што твојата конкуренција ги нервира, кој не им завршил работа, зашто се нервираат и гледаш еве како ти ги решаваш нивните проблеми. Се надевам дека полека почнува да ти станува јасно. Или, во превод, ако ти мислиш дека можеш да му помогнеш на секого, во тој случај јас ти гарантирам дека ниедна маркетинг стратегија нема да ти успее, ниедна продажна сценарио нема да ти успее и никогаш не можеш да ставиш ред во самиот бизнис затоа што секој човек си е приказна за себе. Ако имаш една целна група повозрастни луѓе имаат едни проблеми, млади брачни парови имаат други проблеми, жени имаат други, деца имаат други проблеми и потреби, што значи дека ти буквално ќе направиш од својот бизнис пазар. Трета работа е еден идеален клиент или аватар, како сакаш. Американците го викаат аватар, не е ништо погрешно. Зошто велиме идеален клиент? Затоа што кога ти знаеш на кому се обраќаш, на кому ти му служиш. Значи, имавме целна група, сега одиме уште поуско, а тоа е го тражиме само едниот идеален клиент. Немој да ми филозофираш премногу околу идеален клиент.
секој Божи ден луѓето ме прашуваат: Александар, како да дефинирам, како да го најдам? Немој да филозофираш и да се нервираш, само седни и размисли со кој твој клиент еден си имал најдобра соработка, сети се, врати се сценариото скроз од кога сте се започнале, додека сте ја завршиле работата, како тоа течело, како тоа траело и буквално се ќе ти биде јасно, што значи цел Божи бизнис ориентирај го према него. Кога веќе го знаеш неговото име, нацртај слика, стај го на цип, објасни у фирма што значи идеален клиент, објасни на луѓето зошто едноставно сите луѓе во твојот тим морат да едноставно да обрнат внимание на ваквите луѓе, објасни на сите да знаат која возраст е, буквално запознај го си сите детали, за кога некој ќе се јави таков, кога ќе дојде во објед таков или како и да е, секогаш да се сетат и да го препознаат и да има посебен третман. Оти секогаш луѓето се пред нас, сите ние секојдневно се среќаваме со такви луѓе, но ние сме растрчани по телефони, по луѓе, гасиме пожари, се нервираме чуда и ваквите луѓе, драг мој пријателу, ги пропуштаме. Не е точно дека нема работа, не е точно дека нема такви луѓе, јас те гарантирам дека пред тебе се, но ти не ги гледаш. 100% ти гарантирам, значи секој Божи ден работам со луѓе, секој ден луѓето од мастермен кој што се работуваме, буквално кога вежбаме свесност, кога правиме овие вежби, кога им е јасно, буквално сите до еден кажуваат: Александар, денеска тројца, направи 5 договори, направи 6 договори, направи вако, направи тако, што значи луѓето се тука, дали ти ги гледаш или не, тоа е до тебе. Зошто идеален клиент? Затоа што се ова што ти го зборувам ќе ти треба за маркетинг стратегија. Дали ти маркетинг стратегија ќе даваш дека ти можеш да им помогнеш на секого, дека ти си најевтин, ти си најубав, ти користиш најквалитетни материјали, ти користиш германска роба, ти си најубав, ти си најбрз, ти си не знам што. Ова, драг мој пријател, луѓето не ги интересира, и ти си купец, и ти си клиент, и ти знаеш истото, дека ова кога ќе го слушнеш ништо не ти значи, оти луѓето се како папагали, сето истото го потврдуваат, сите исто го зборуваат. Па логично, ако ти влезеш во 10 продавници и во сите 10 продавници сите ти зборуваат: ние сме најбрзи, најевтини, најквалитетни, ние користиме најквалитетна роба, ние користиме најбрзо, не знам, истото глупости. Значи, како ти да одбереш кој од овие 10, кој лаже, кој е реален, кој е вистина зборува, значи ти си уво стрес. Не можеш да одбереш, треба пари да дадеш, треба довербата да му ја дадеш. Кој од овие 10 ја кажува вистината? Господ знае, може би сите, може би никој. Токму затоа треба да се разликуваш, а идеалниот клиент, идеална целата група и премиум понудата буквално те издвојува за да може твојот клиент ласерски да те слушне. Значи, кога зборуваме во маркетинг, кога зборуваме за премиум понуда, зборуваме за емоција, а не зборуваме за карактеристики, затоа што никој, драг мој пријателу, не купува бургија, туку сите сакаат да купат дупка. Никој не купува нити дупка, затоа што сака да купи типла. Никој не купува типла, туку му треба простор кај што ќе го стави штрафот. Никој не купува ни дупка, ни штраф, ни бургија, ни типла, туку купува простор за да може да закачи слика, за да може да закачи часовник, што значи никој не купува нити часовник, никој не купува нити сеона, што го зборував, туку луѓето купуваат искуство. Што тој часовник, што тоа слика ќе му донесе во животот. Сега ќе те збунам уште малку, само да пимнам водичка, топло е овде. Еве ќе те збунам сега. Дали се согласуваш, еве, ќе ти дадам еден пример, дали се согласуваш дека луѓето кога купуваат автомобил, бираат често да има, еве да речеме, од 0 до 3, од 0 до 100 км, да има убрзување само, еве да речеме, 3 секунди. Дали луѓето плаќаат по 200, по 300, по половина милион евра за автомобил од одредени марки или брендови, за да купат кое што ќе постигне од 0 до 100 за 3 секунди? Нели купуваат? Така е. Дали плаќаат огромни суми за овие производи? Плаќаат. Прашањето моје е една. Што мислиш колку често ќе го вози овој автомобил од 0 до 100 за 3 секунди?
Дали еднаш, дали 3 пати додека го поседува тој автомобил. Дали си приметил, дали си забележал дека луѓето издвојуваат огромна сума на пари за автомобил, односно за аудио уред во самиот автомобил, издвојуваат по 3 по 5.000 евра за озвучување во истиот тој автомобил, а дома слушаат музика на транзистор од 100 денари. Зошто тогаш купуваат и зошто даваат по 5 по 10.000 евра за професионално озвучување во автомобил, кога дома слуша на транзистор? Значи, луѓето не купуваат производи, луѓето не купуваат услуга, туку луѓето си купуваат секој од своја причина. Се додека ти зборуваш за карактеристики, се додека зборуваш јас сум најубав, најефтин, најбрз, најквалитетен, едноставно овие премиум луѓе не те забележуваат. Што значи, дали ти ќе го промениш речникот, дали ќе размислиш кој е твој идеален клиент, што значи за него, дали купува заради статус, заради углед, заради искуство, заради престиж, заради потреба некоја. Тоа се причините кои што треба да ги наведеш во премиум понуда. Значи, ако луѓето трошат илјадници, стотици илјадници евра за овие работи, тоа значи дека нешто во позадината се крие, што ти, драг мој пријателу, немаш време да размислиш. Сакаш уште еден пример да ти искомплицирам? Ајде. Евете. Дали си забележал или забележала дека луѓето купуваат автомобил од 100.000 евра, теренец, SUV, 4x4, дигнат пола метро, нели? Калници вакви и такви, ауспухот дигнат од озгора, не знам, гуми олкави, подготвено за офроуд, подготвено за каллив пат или не знам што, а истиот овој човек нема никогаш да излезе од асфалт. 100.000 евра автомобил, теренско возило, никогаш нема да излезе на асфалт, од асфалт. Дали за на асфалт ти треба такво возило? Не. Но човекот си дал 100.000 евра, 200, 300, зависно од произведувача. Ај сега ти најди логика. Толку пари за такво возило, кој што никогаш нема да дојде ред да види кал. И сега ти чуди се кога ти викаат клиентите и кога ти зборуваат дека сакаат, не знам, на сам третман да има, дека сака потопло, сака поладно, сака во одредено време. Епа, гледаш како е, драг мој пријател. Кога ти знаеш за кој постои твојот бизнис, ако ти знаеш дека може би продаваш престиж, може би статус, може би углед, може би искуство, може би стрес, може би брзина, еве го одговорот зашто треба да знаеш само еден клиент, а не стотици и на крајот да ти поминат 100 години и никогаш да не изградиш бизнис. И по цел ден да те нема дома, и да ти звонат на телефони, и да се утепате од работа, и 100 пати да експериментираш. Едно ѓубре, 100 години. Одиме на четврта работа. Четврта работа е еден продажен канал или продажна инка. Што значи еден продажен канал? Ако, драг мој пријател, ти продаваш преку интернет, само продавај преку интернет и не филозофирај друго. Ако продаваш во сам продажен објект, продавај тамо и не комплицирај. Ако твојот идеален клиент е дојден преку Инстаграм, ако е дојден преку социјални медиуми, ако е дојден преку YouTube, ако е дојден од дуќан, ако е дојден од препорака, ако е дојден од телефон, јас не знам од каде ти е дојден, но тоа значи дека ти треба да направиш продажна инка, знаеме што е инка, од додека се видиш додека му продадеш, што значи цел твој бизнис во смисла на продажба треба да го скроиш по ова сценарио. Земи си лист и пенкало и запиши кои биле чекорите, колку состаноци си имал, колку ти е траеле, што те прашувале, колку пати сте се објаснувале, колку фази се одвивало сето тоа, дали било телефонски или микс, ја не знам, ти знаеш, запиши ја патеката, тоа е твоето сценарио и држи се до него. Немој да измислуваш топла вода. Зошто? Ако последниве 10 години се појавија толку Instagram, YouTube, Gram или не знам каков грам,
Во следните 10 ќе се појават уште 100, ама ја пак ти гарантирам дека Макдоналдс ќе продава едно ѓубре уште следни 100 години и повторно нема да има никогаш проблем. Што значи, не е проблемот ти да бидеш во ширина и да учиш 100 сценарија, оти ќе ти требаат 100 животи за сето тоа да го научиш. Значи, одреди ја патеката и не мрдај од тоа. Инсистирај да се движат по истото. Следна работа, една продажно сценарио. Што значи едно продажно сценарио? Како што зборуваш ти? Ако ти си најдобриот продавач во компанијата, ако ти имаш најголема стапка на затварање на продажби, тоа не е ништо ниту добро, ниту лошо, туку е само време да се снимиш како зборуваш. Ако можеш видео снимка, уште подобро, што значи истото што го работиш ти, да најдеш систем како зборуваш, кои реченици ги поставуваш, како се движи, зошто ги поставуваш тие прашања, зошто ти е тоа важно, зошто одговараш, како се, значи буквално цело сценарио на хартија и ќе вежбаш, драг мој пријателу, со сите твои луѓе во фирмата. Зошто? Затоа што сам си сведок или сама, кога една иста фирма има 2-3 продавници на 2-3 локации, работаат во 2 смени, кога ќе ги посетиш тие 2-3 продавници, разговараш со 2-3-5-10 луѓе, многу лесно доаѓаш до заклучок дека сите зборат различно, сите те убедуваат различно и ти си во конфузија и на крај викаш како бе мајката, иста фирма, исто се, а сега кого да слушам. Што тоа значи? Дека собственикот не се ја завршил работата, да се погрижи сите луѓе да пеат по иста нота. Значи, не може ти да зборуваш едно, а твоите вработени друго, не дај Боже, а се случува во пракса, двајца да зборуваат одеднаш и не знаеш кого да слушаш, по робој увреќа и на крај го збунувате клиентот. Значи, уште еднаш ќе повторам, едно продажно сценарио. Искуцај го, запиши го и со сите твои вработени вежбај, дур не падна у несвес, додека не го разговараат истото. Меѓутоа, само ќе те подсетам дека сите ние луѓе имаме 5 сетила, но 3 ни се важни овде. Едното е слух, другото е вид и третото е чувство, што значи дека има луѓе чиишто мозок е поразвиен и полесно ги обработуваат податоците во мозокот и се аудитивни, значи многу полесно реагираат и памтат, разбираат кога нешто ќе слушнат. Имаме луѓе кои што многу полесно разбираат кога нешто ќе видат. И тоа се визуелни типови. И трета работа, има луѓе кои што се кинестетички или повеќе памтат и разбираат кога нешто ќе почувствуваат, допрат, одсетат, како и да е. Тоа значи дека во твојата продажна скрипта не треба да биде само текст. Самиот текст е една работа, но не е доволно, затоа што од еден разговор помеѓу двајца, како и се ова што денес го слушаш, само 7% од зборовите кои што ќе ги кажам ќе ги запамтиш, останатото ќе го заборавиш за само 1 час. Што тоа значи? И за време на продажен разговор, с твојот соговорник, само 7% ќе запамети од зборовите кои што си му ги кажал, останатото ќе памти како ти си изгледал, како бил твојот говор на тело, дали си зрачал со сигурност, дали он се чувствувал пријатно или не, дали му било топло, ладно, дали си го гледал во очи или не. Значи, нашата подсвест работи 24/7 и кога буквално и се одвива разговор или интеракција помеѓу двајца, обработува милиарда работи за кои што ти не си свесен и немој да мислиш дека само тоа што ќе го зборуваш е важно. Важни се како изгледаш, како гестикулираш, дали гледаш во очи, дали зрачиш со сигурност, дали си контрадикторен, дали си можеби несигурен, значи сигурноста, јасност, следна работа дикција, да истакнуваш клучни зборови, да правиш пауза кога е важно. Оти некогаш е најважно кога правиме пауза, што значи обрни на овие моменти. Секогаш кога вежбам со луѓето кои што се на мастермајнд, буквално нивната продажба уште во првиот месец се дублира од што обрнуваат само на овие моменти малку повеќе внимание. Значи, дикција, гестикулација, пауза, интонација, да не биде досадна или да изгледа некој како стерилен професор досадњак. Супер, следна работа, рековме, е еден начин на регрутирање. Само да те подсетам или да те известам,
се додека во следниот период од животов ќе водиш бизнис, не се грижи, секогаш ќе бидеш во недостаток со вработени. Значи, она што го предвидувавме пред 20 години, дојде еве го денес, да луѓето веќе се поинтелигентни, луѓето имаат поголем избор, се отвори државата, полесно имаат информации и веќе умре тоа да не даваш плата, да го нервираш, да се дробиш, да не знаеш што сака и едноставно да трпи тамо со 100 години затоа што ти само му даваш плата. Значи, времењата се променија, уште повеќе се променат, но поентата е следна. Тебе секогаш ќе ти требаат таленти. Значи, и да ги имаш моментално најдобрите вработени, сигурно што ова изјава што ќе ти ја кажам ќе те здоболи, ама ја ти ја зборувам вистината, а тоа е дека луѓето кои што до денес ти се најзаслужни за она што си сега, за жал во твојата компанија кога ќе ти биде на врвот, пати 10, пати 20, пати 100 од она што си денес, за жал или за реалност ќе ги немаш. Зошто? Затоа што на секој ниво ти мораш да ја трансформираш фирмата, а тоа значи дека овие староседелци со кои што си се навикнал и најчесто луѓето кои што имаат започнато бизнис и тие им се прво вработени, сега се робови вреќаат. Нити сакаат да се менуваат, ништо не прифаќаат, директни ти се затоа што немаат граница дали ти си им собственик, дали ти си им менаџер, дали ти си им работодавец или едноставно си им само едно другарче. Не внимаваат, не пазат, зошто? Затоа што тоа е твоја вина, не е ништо ниту добро, ниту лошо, така си ги навикнал, така и требало. Но за да се случи нешто посериозно, мора ти прво да воведеш ред, работа, дисциплина, системи и правила, зашто ќе зборувам подоцна, а тоа значи дека за жал или за реалност најголем дел од луѓето нема да сакаат да прифатат, но тоа не е ништо нити добро, нити лошо, што значи дека цел живот ти ќе имаш потреба од ангажирање на се подобри луѓе. Тоа го прави и Google, тоа го прави и Facebook, тоа го прави секоја компанија, а зошто мислиш дека ти нема да ти треба? Што значи само свати дека некој да влезе во фирма и да замине е сосема нормално и никој не мора да остане у пензија со тебе, а прашањето е па и зошто ти треба? Буквално да се гледате до пензија. Супер! Следна работа е еден вовед на вработени. Значи, ако свативме дека секогаш ќе регрутираш вработени, тоа значи дека и секогаш ќе имаш вовед на вработени. Но овде 90% од фирмите немаат вовед на вработени, ги примаат луѓето на продажен разговор, односно на регрутинг интервју, обеќаваат, ветуваат брда и долини, а всушност лажат, сигурен сум дека лажат, 99%, затоа што од сите регрутинг интервјуа кои што сум ги слушнал, затоа што инсистирам да ги слушам се додека не научат луѓето како се регрутира, најчесто ги лажат вработените, односно потенцијалните, зошто ги лажат? Добронамерно, не велам дека тоа се лоши луѓе, добронамерно лажат, затоа што не ја кажуваат вистината каква е фирмата во моменталната состојба и каква им е тенденцијата да ја создадат, туку тие зборуваат за желби, не постои никаков систем, не постои никаква хиерархија, ништо не постои, овој сака се тоа да направи и на луѓето им зборуваат како нешто дека се случува и кога тој човек ќе поседи недела 2-3, кога ќе се соочи со реалноста, гледа колку е саатот, отидов шефе ја во Германија, не иде во Германија, туку му е полесно да не те навреди, а ти мислиш дека е тоа реалноста. Значи, секогаш мора да знаеш организацијска структура, кој зашто ти е вработен и да работи само тоа, да направиш вовед на работно место, што треба да научи првиот месец, вториот, третиот понатамо, што значи дека не чекаш ти дека ќе најдеш талент или дека се него ќе го биде. Од моето искуство кажа едно, а тоа е, верувај, стотици луѓе веќе ми помина, сум учествувал на милион вакви разговори, верувај, дека луѓето постојат две групи. Едните кои што добро се продаваат, а другите кои што едноставно не си ја знаат работата. Што тоа би значило? Тоа би значило дека кога ти си во паника, кога ти треба бргу некого да вработаш, ти имаш слепило или имаш среќни уши, го велиме тоа во продажба, што значи ти не го слушаш соговорникот, не гледаш што ти зборува, туку ти се надеваш дека тој функционира на тој начин, дека знае тоа што треба. Значи ти не зборуваш и не изолираш за да ја дознаеш вистината, колку вреди, колку знаеш што е се може, туку ти едноставно се надеваш дека човекот тоа го знае и за една недела, 2-3 месец, буквално и двајцата ви е јасно што значи сте имале високи очекувања и на крај се
разочарувате. Наместо тоа, треба самиот да се погрижиш и да ти биде јасно дека формалното образование не ги подготвува, дека секоја компанија е приказна за себе, она кој што некој ти го препорачува, кој што работел во друга фирма, може да имало пониски стандарди, пониски критериуми, и кога него ќе го фалат, кога ќе дојде кај тебе во фирма, а ти имаш многу повисоки критериуми, сваќаш дека лесно се продал и дека скапо го плаќаш. Значи, имаш само два начина. Или плаќаш големи плати заради твое незнаење, или правиш системи и плаќаш ефтино, односно плаќаш некоја нормална плата, а подоцна како човекот напредува, така ти му ги зголемуваш примањата, затоа што имаш вовед на вработување, имаш јасен протокол што и кога треба да научи и како се овладува знаење по знаење, вештина по вештина, така му ги покачуваш примањата. Многу едноставно. Значи, ако ти сакаш брзина, нели, за да не го работаш тоа, ти не знаеш или си мрзелив, и наместо сега ти да правиш системи чуда, тебе ти е полесно да купиш готов кадар, тој готов кадар се покажа дека не е баш толку готов колку што ти мислиш, го плаќаш повеќе, а погледни ја разликата. Наместо да платиш некој 1000, 2, 3, 5, ќе го платиш 500, а полека има време додека стигне до 1000, 2, 3, 5, нека зема и 10, но овој пат нека вреди. Лесно е? Одлично. Следна работа е една обука. Значи, ако цело време ме слушаш, цело време прстот, драг мој пријателю, е насочен кон тебе. Што тоа значи дека се додека ова ти не го завршиш, овие 10 ставки, твојот бизнис не е готов, твојата улога како прв човек не е готова. Значи, ако ти сите овие 10 ставки за кои што зборувам денес, ги немаш завршено, тоа значи дека немаш право да се лутиш на ниту еден твој вработен. Оти види, ако ти не знаеш што тој треба да работи, како тој треба тоа да го работи, не си му покажал, не си му објаснил, не си сте вежбале, логично дека немаш право едноставно и да го критикуваш. Но најчесто ние, луѓето, едноставно полесно да ги обвинуваме другите луѓе за нашето незнаење или мрзеливост и неработење. Значи, ако до сега не знаеше, еве сега знаеш, сега немаш право, значи, за втората работа. Значи, една обука, што сакам да кажам една обука? Кога веќе имаш организацијска структура, кога веќе имаш еден вовед за секого, тоа значи дека треба да направиш кариерен развој за секое едно поле, за секоја една работна позиција, за овие луѓе кои што сакаат да напредуваат кариерно, да можеш да им овозможиш да растат. Но, за секое кариерно ниво ти треба да дефинираш што треба да знаеш, што треба да научи, кои вештини да ги совлада и кога е готово, да ти биде јасно напишано, искуцано, табеларно, да има можност за оценување и тебе да ти биде јасно и него да ти му биде јасно и гледај се колку е убаво и едноставно. Штом ти доаѓа нов човек, што му кажуваш ти? Пиле, не очекувам ништо дека знаеш, окей е, не е проблем, плата ќе имаш толку ќе ти биде, меѓутоа првиот месец ќе научиш ова, вториот ќе научиш тоа, толку ти е плата. Третиот кој ќе почнеш да работиш тоа и тоа, толку ти е плата. Јасно очекување, се е јасно. Истото и за бонус програми и се останато. И што е интересно, па луѓето често викаат у Македонија нема дисциплинирани, на младиве не им се работи, дрмјариња, и ти си бил млад, и ти си бил не знам каков, и за тебе истото го зборувале, како што зборуваат дедовци, баби наши, денеска не е време, сега овака беше наше време. Значи муабетите се исти, само луѓето се менуваат. Значи истото ќе зборуваш и ти и после тебе ќе се зборува, што значи само поентата е дали ти си свесен и го работиш ова што го зборам, или понатаму ќе зборуваш како папагал, а тоа значи една работа. За секое работно место, кариерно ниво, за секое работно место, јасен тренинг, и кога ова ќе го завршиш, буквално дали тоа го работиш ти, дали некој од твоите тимови, понатамо ти е завршена работа. Што значи, додека ова не го завршиш, секогаш ќе имаш проблем, овој работи, овој не слуша, овој е таков, овој е ваков. Ја, брат, немам време за такви глупости, ако имаш ти, слободно. Девета работа е повторување. Ако од овие се до сега што ги кажав 8 работи, деветото за мене било најтешко. Не знам што за тебе е најтешко, за мене било деветото најтешко. Зошто? Затоа што постојано снимам видеа, постојано снимам тоа подкасти, моткасти,
Постојано имам работа со луѓе, тренинзи, мастермајнди, чуда, семинари, вебинари, книги, мини, што се не. И веќе некогаш, односно и денес, само овој пат сум свесен, во минатото правев една грешка, а тоа е дека често имав на некој начин чувство дека се повторувам, дека веќе ова еднаш сум го изустил, дека ова еднаш сум го кажал, да не бидам досаден, да не мислат луѓето сум, не знам, излапел, дека сум забегал или не знам што. И секогаш имав чувство дека да внимавам да не се повторувам. И додека ова не го открив со мојот ментор дека тоа е моје верување, ќе ти кажам што се крие позади ова, тоа е многу интересно. Секогаш имав чувство да менувам. Значи, наместо да смислам еден тренинг и да го повторувам 100 пати, седи се на ѓубрето на Макдоналдс, наместо да еден тренинг и да го повторувам 100 пати, еден семинар и да го повторувам 100 пати, зборувам за јавност, за отворено, не зборувам за оние луѓе со кои што соработуваме, тама е сосема нешто поинаку. Секогаш имав чувство дека треба да менувам, да дотурам, да биде поинтересно, за да има поголема вредност и не знам што. И ова ме спречуваше да дојдам до една понуда, до едно сценарио, до една инка, што значи ми отиде премногу време, додека не сватив дека всушност имам верување. Слушни го верувањето, за кое што сите ние имаме верување, но не сме свесни додека не го изговориме пред стручно лице, да го забележи и да ни го промени. Моето верување беше следно. Јас и во средно, и на факултет имав луѓе, професори кои што се постара генерација. Следна работа. Истите овие луѓе знаеа да дојдат на предавање и 5 пати да каже иста шала, иста сценарио, исти пример. И мене ми се повраќа кога некогаш слушам луѓе кои го зборуваат едно те исто, а у фацава го гледаш кој е заинтересиран, душава сега чекаш ти да ти каже, ти да бидеш импресиониран. А всушност мене ми е тешко да глумам дека сум го слушнал 100 пати да му кажам брата бе го кажува 5 пати више смени музика. Тоа ти исто како кој ти го кажува некој виц, нели 5 пати ти кажува ист виц и сега ти треба култура да се правиш глуп и да му да умираш од смење за да не го повредиш, а всушност и за мене не е пријатно и за него не е пријатно. Како сум го закачил ова интересно, но што е поентата? Јас секогаш длабоко во себе, мојата подсвест има водич кој што се вика мени стратегија да не бидеш досаден, немој да бидеш удар. Кажува различни примери, а реалност е, пази колку е контрадикторна и затоа често велам дека се што знаеш всушност е обратно. Всушност, реалноста е следна, дека за да усвоиме една фраза, дефиниција, реченица, стратегија, што и да е, на луѓето им е потребно најмалку 20-50 пати да слушат едно исто сценарио, иста реченица, исто се да го слушнат повеќе пати, за да дојдат да им кликне и да го сватат тоа како сценарио. Денес ми се случува со луѓето да дојдат, нели со кои што соработувам или ме знаат подолго, да кажат дека го прегледале еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати едно видео, или дека гледале 3-4 и дека само ќе кажат еј, се сеќаваш на видеото? Да. Токму тоа видео ми текна. Сега те сватив што ми зборуваш. Сега ми е јасно што се сакал да кажеш. Значи, поминало месец, 2, 3, колку и да е, и сега ти вели, сега те сватив што ми збориш. Значи, што зна на луѓето им е потребно повеќе пати да слушнат иста работа, можеби од различен навод, затоа што проблемот со нас не е што нешто не знаеме, туку проблемот е што нешто знаеме, но го игнорираме или не сваќаме дека токму тоа е важно на токму тој начин или тоа е нешто што ќе треба да го повторуваме, а повторувањето за мене сметаше, не знам за тебе колку ти е интересно, колку ти е забавно, но поентата е дека премиум понудата мора да ја повторуваш додека најпрво не почнеш да заработуваш 1.000.000 евра. Крај. Дали тоа ќе биде 1 година, 10 години, јас ти веќе 100% ти подпишувам колку почесто ќе ја повторуваш. Следна работа, една целна група и да не ја менуваш, само повторувај ја. Еден идеален клиент, повторувај го, не го менувај штом најдеш еден што ти одговара. Еден продажен канал, еден продажно сценарио, еден начин на регрутирање, еден начин на вовед на вродување. Значи, постојано, истото да го повторуваш и знам дека ова не е нешто што ќе те исполни. Има луѓе кои што сакаат рутина, но знам дека ова од најголем дел со луѓето кои што соработувам им е предизвик.
И она што е моја должност, секогаш ги враќам назад, штом забележам дека ќе почнат да менуваат, токму поради ова, само ги враќам назад, бриши ова, тргни тоа, откачи ова, врати се на колосек, врати се на колосек, врати се на колосек, по 100 пати им зборам, токму само заради тоа што знам каде сум грешала. Значи, со повторување до совршенство. Па, сети се за Новак Ѓоковиќ, сети се за било кој еден успешен спортист, кој што е на врвот горе, дека стекнува вештина само со едно исто повторување. Значи, до 1.000.000 евра не филозофирај од се ова што кажав, по едно ти треба. И десеттото на крај, а тоа е систем. Што тоа значи? Се ова сега до сега што ги помина овие 10 ставки, тебе веќе се ти се јасни. Сите овие 9 ставки ти можеш да ги спроведеш и да ги работиш. Сите овие 9 ставки тестирај ги додека не бидеш сигурен дека едно по едно, со сите меѓуфази, дека ти се усовршени. Штом штикрираш едно по едно, почни да правиш систем. Зошто? Затоа што ти си еден и јас и ти имаме 24 часа, ниту јас сум октопод, нити ти си октопод, па не можеме на 6 места одеднаш да зборуваме или да работиме. Се уште не можеме да се клонираме на 10 места и да бидеме во 10 различни градови, 10 различни клиенти или како и да е, или 10 различни места, производство, продажба, маркетинг, што и да е. Што значи дека единствено овој пат ќе дојдеш до 1.000.000 евра промет, а подоцна и добивка, кога од се ова што го зборував, ќе направиш систем. Јас немам друго што да ти кажам. Ако јас гарантирам една работа, се ова што ти го кажав, повторно ќе те подсетам, дека кога денес ти би платил 1.000.000 евра, 100.000 евра, небитно, за да го слушнеш ова, ти денеска ќе направеше, ќе запишеше една цела тетрадка и ова видео ќе го прегледаше 100 пати. Ќе ја запишеше секоја реченица, ќе седнеш, ќе размислуваш со денови. Јас ти гарантирам дека никој не ти треба и се ова што го зборував, дека ти можеш сам или сама, небитно, и исто би го направил. Проблемот со сите нас е што кога добиваме бесплатен подарок, ние, драг мој пријател, ова не го цениме. Ова не ти го зборам од ниедна друга причина, освен да те повикам да го погледнеш уште еднаш, уште 2 пати, уште 5 пати ако треба, запиши си, извади си чекор по чекор и направи испитување. Што од овие 10 работи супер го работиш, што е тоа што помалку работиш, што е тоа што воопшто не го работиш и почни онамо каде што е најтешко. Се надевам дека ти вредеше ова што го зборувавме. Се гледаме во понеделник со нова епизода. Поздрав од мене и довидување.